Надпревар во правење снешко. Паѓа снег. Павле, Лена и другите деца возбудено трчаат надвор. Веќе летаат и првите снежни топки. Павле почна прв. Баш се такви момчињата. Тоа не се допадна на Лена. Ајде да си играме нешто друго, предложи таа. Што мислите за еден надпревар во правење снешко? Сите се воодушевени. Секој сака да го направи најголемиот и најубавиот снешко. И веќе на полјанката стојат 8 убави снешковци. Мрмори Лена. Некако сите тие изгледаат исто. Децата исти ги направија, викна Јан. Да одиме до дома и да им донесеме облека. По кратко време, доаѓаат сите назад со полни раце облека. Лена донесе костим за ангел од последниот маскенбал кој го најде во шкафот. Марија го донесе шеширот за вештерка и една метла, а Павле ги донесе старите божикни украси што ги доби од мама. Сега сите снешковци се различни. Сега полјаната изгледа многу шарено. Снешкото на Лена е вистински ангел. А мојот снешко има рогови како ирвасот на Дедо Мраз, викна Павле, кој исто така го заврши украсувањето. Децата си заминуваат дома срекни. Во меѓувреме многу е доцна. Утре треба да одлучат кој снешко е победник на надпреварот. Тие никаде нема да отидат, вели Јан. А изгледа како снешкото пират да им се насмевнува. Длабоко во ноќта, месечината сјаеше над полјаната пред селото. Но сега не е така мирно како порано. 6 снешковци танцуваат танц на радоста. И тоа толку тајно. Кога помина покрај полјаната, Дедо Мраз едва им поверува на своите очи. Таков фестивал на снешковци тој немаше видено никогаш порано. Вие сте поубави од другите. Тој точно знае дека снешковците можат да зборуваат, иако тоа никој не го гледа. Какво изненадување! Како награда, тој остави 6 мали подарока покрај снешковците. А ирвасот Хајнрих тајно остави уште еден подарок. Веќе е јасно кој снешко е најубав. Тој што има рогови на ирвас. Дедо Мраз го продолжи својот пат. Конечно дојде следното утро. Треба да се одлучи победникот за најубав снешко. Погледнете! Викна Лена зачудено, која дојде прва на полјаната. Снешковците се поинакви од вчера. И покрај секој од нив има по еден подарок. Дали дошол Дедо Мраз? Праша Марија возбудено. Да, сигурно, се радува Павле. Но нему најмногу му се допаднал мојот снешко ирвас, бидејќи тој нему му подарил капа. Снешкото на Павле сладко се насмевна, ама никој не го виде.